Благодарам, председателке. Почитуван председател, почитувани колеги пратеници и пратенички, почитувана македонска јавност, дискутираме во однос на годишниот извештај за работата на Советот за јавни обвинители за 2020 година. Имавме можност да видиме различни видувања во однос на извештајот. Секако јас како пратеничка ценам дека е значајно да кажам едно мое лично видување во однос на самиот извештај. Структурата и она што можеме да го видиме како материјал кој што ни беше поднесен, укажува на тоа дека номотехнички вие сте го исполниле тоа што треба да се заврши во законски утврдените рамки. Сте поднели еден табеларен, би рекла прегледен повеќе приказ на тоа како функционирале јавните обвинителства, кои таргети сте ги определиле и така натаму. Недостасува, однапред ќе кажам, една малку поцелисходна анализа која што ќе го поттикне она што го чувме во дискусиите. Например, препорачувам, исто така, бидејќи сум дел од фелата, исто ги разбирам овие работи, да има и дел каде што ќе има препораки и идни чекори за подобрување на работата на Советот. Мислам на тој начин дека и Советот ќе успее да изврши влијание во донесувањето на политичките одлуки или да иницира, па и невладиниот сектор и оние ослободени политички гарнитури во Македонија, кои што би сакале да дадат свој придонес на односната материја и за подобрување на работата, да можат истото да го остварат. Ајде да почнам од онаму каде што се почнува со ред. Сакам исто така да ви укажам и на вас дека сите ние како поединци и како народни представници имаме одредени таргет групи, одредени следбеници и поддржувачи и оттаму некогаш можеби ќе се повторуваме во одредени работи, да знаете тоа не е тенденциозно, барем во случајов тука не е, туку е наменато за што поширока публика да може да создаде една представа и суд за нашата активност, но и за оно што ние го правиме во нашата работа. Од таа причина, одам прво во номотехниката, гледаме дека во овој годишен извештај за работата на јавните обвинители за 2020 година нема што нешто посебно да се додаде во однос на тој номотехнички дел, нема некои суштински податоци, тоа е пред се она што вака изискува доколку сакаме да направиме на попродлабочена анализа, на вкупно 18 страници, од кои 4 страници се воведни заедно со наслов, содржина и писмото за доставување на извештајот. Понатаму следните 2 страници се цитирани одредби од Законот за во однос на надлежностите на Советот и во една посебна глава исто така е наведено дека седниците заседавале и истите одржале 21 седница. Тука нема нешто што би можела посебно да додадам. Понатаму на 10 страници се посветени на, исто така, веќе споменав, на статистички податоци, како избор и престанок на функција, табеларен приказ, етничка и полова припадност на избраните јавни обвинители во Република Македонија. Има една страница за меѓународна соработка и една страница за организација, кадровска состојба и материјални услови во работењето. Немаме никаков заклучок на ова и од тоа можеме да извлечеме извештај дека и самиот Совет нема некои донесено јавни, транспарентни заклучоци во однос на действувањето за ова 2020 година. Сега, препораката е, и, например, би било добро да земете во предвид за следните извештаи, да се поведе рачун на следниве прашања и проблематики. Според моje мислење, треба да имаме увид на тоа дали има дисциплински постапки и на што се однесува некое конкретно образложение. Понатаму, како е одлучено по преставките? Она што е уште посуштествено, суштински, зашто станувало збор во самите преставки?
по колку од нив е постапено тоа, имаме на увид, но тоа е само како една нумерика малку по, нели, адекватно, по суштински исто. Исто така, мене би ме интересирало дали се превземени некои понатамошни действија во однос на истите постапки, дали нештото се решило. Ќе ви кажам еден пример. Во одредена судска постапка, каде што тужениот го добива значи и на првостепен и на второстепен суд и доаѓа, нели, до највисокиот суд одреден предмет, значи во граѓанска тужба, му се праќа абер на тужениот дека иако ја докажал својата невиност и таа е докажана и на првостепената и на второстепената инстанца, веќе на третостепената било пострашно, затоа што таму улога играле, нели, политиките и актуелната власт која што ја држала кариката и го држала, нели, мокниот збор на одлучување, и тоа е дел од она што не е директно поврзано со вас како обвинители, но е генералната слика зашто над 80% од граѓаните во Република Македонија навистина немаат доверба во правосудниот систем. Иако јас како поединец и како професор на правниот факултет кој произведувам правници и ги препознавам во општеството, има и во обвинителството мои поранешни студенти, имам и студенти кои посакуваат да бидат дел од судскиот систем, од правосудниот систем, чувствувам потреба на еден сократовски начин, токму преку таа мака и голгота, да докажам дека можеме да извлечеме и професионалност и можеме да извлечеме правда, доколку се држиме до принципот на словото на законот. И тука веќе не станува збор дали имаме добри законски решенија. Јас и во повеќе наврати тоа сум го кажала. И стојам за тоа уверување. Дека ние во македонското законодавство не ни недостасува добра номотехничка подготвеност на законските решенија, но имаме проблем со примената. И како ќе ја видиме тој, како, нели, да не ја одам широко, бидејќи е долга оваа дебата, најдобро се гледа во тоа дека се создаваат вакви тотемизирани институции кои не се доволно еластични, значи немаат механизми во рацете. Јас сум сигурна и минатата година, кога дискутиравме за претходниот извештај, го кажав истото. Ние немаме еластичност, ниту можност, кога ќе создадеме таков хибрид, таков или недоносенче, или недоправенче, како сакате, да направиме вистински исчекор и да покажеме една вистинска слобода во одлучувањето. И нормално, и за секоја одлука да носиме одговорност. А тоа е така поставено во системот на вредности, за да кога ќе се стави општа одговорност или колективна одговорност на крај тие кои што ја злоупотребуваат мокта, и претходно и сега, значи сите ги генерирам тука, не е само владењето ова, значи да можат да се заскријат за другите кои што биле послушни, питоми, кои што не смеле да, нели, да мрдат. Имаме често пати изговор и колеги мои кои што се и во правосудниот систем го кажуваат: врзи го конјот кај што газдата ќе ти каже, немој многу да се спротивставаш, не е добро за напредок во кариерата, и не е затоа што едните исти се појавуваат еднаш во времето на СДС, друг пат во времето на ВМРО, едните исти се постојано, зборувам во фелата, во правосудниот систем, кои што секогаш директно или индиректно овие 30 години плурализам имаат сериозно влијание и се нормално создаваат чувство на голема мок, на големо влијание, што и е така во реалноста, но на истото не може да му се спротивставиме, бидејќи сме поставиле систем на вредности кои што практично кои што почиваат на многу голема ограниченост. Јас сум исто така убедена дека веќе прашањето на борба против закоравени обичаи во едно општество е прашање на храбри поединци кои најчесто ја загубиле својата глава. Но исто така е и поттик за другите помалку храбри да можат да превземат чекори со кои што ќе можат да го подобрат системот на вредности. Овака го третирам ова прашање, почитувам председателе, бидејќи искрено верувам дека сосема е минорно значењето на ова проформа поминување на извештајот за 2020 година.
Тоа е веќе ланскиот снег, ние веќе сме февруари 2022, не чека извештај од 2021, кај што веќе знаеме, медиумите објавуваа прошлата година при изборот на јавни обвинители, при други нарачки како се поставуваа јавни обвинители, како се вршеше изборот, оној систем на мојот сеприсутен колега Рашковски во секој еден сегмент и во Академија за суди и јавни обвинители и во правосудниот систем, истото како и кај нас на факултетот, на што го остави како наследство, тоест распад на систем. И тоа се случува, и тоа е веќе, како да ви кажам, ова сето може да помине и практично без никој од нас да се нели да каже нешто, или ете, не знам, колегата Дејанчо Евтимов или претседателката на комисијата да дадат еден осврт, да го изгласаме, да потврдиме, нели така, сме го прочитале, сме го примили извештајот и толку. Но ова е добра иницијација да се покрене на посериозна дебата и на вистина и да ве охрабриме, бидејќи треба да се има храброст да се влезе во кариките на МОК, кои што и дебело и длабоко се вкоренети во правосудниот македонски систем. Кога правам една компаративна анализа на она што го наследивме од едноумието, жално е што денеска, после 30 години, имаме една поинаква слика, која што не е за пофалба, ќе кажам, бидејќи во она што ние го третиравме како едноумие и сметавме дека треба да се либерализира и да влезе во процес на демократизација, имавме посериозни и подобри решенија во судство и во обвинителство отколку денес. И тоа е така не затоа што ќе кажам немаме добар кадар, туку затоа што немаме правична и еднаква застапеност и можност на секој еден правник кој што себе си се визира во обвинителската функција или во судската функција да може и да го реализира тоа, доколку нема политичка позадина. Таков е и списокот на оние кадри кои што излегува од Академијата за суди и јавни обвинители, таков е и впечатокот на моите студенти кои не добија можност, а беа подобри од некои други што влегува внатре. И тоа е, ќе речете, може би појава секаде во светот, и точно ќе се согласам, и во Америка имам мои колеги кои што тврдат дека има еден одреден процент, не е ни 1%, но 1%, 0,023% од населението, кои што по пат на одредени привилегии добиваат и такви посилни мокни функции, влијателни функции. Но останатите се сериозно ставени во еден систем каде што воопшто не се гледа ни етничка, ни расна, ни политичка, ни било каква друга припадност, освен квалитет. Тоа е она за кое што ние се уште овде се бориме да дојдеме и затоа и вака подлабоко влегуваме во секоја една дискусија. Сакам исто така да укажам и дека јасно е дека Советот на јавни обвинители е основан согласно Уставот на Република Македонија уште во 2008 година. Во интерес на јавноста треба да знаеме дека тука, значи, основната функција за неговото формирање беше потребата за обезбедување на самостојност, професионалност и стручност во вршењето на функцијата на кривично гонење како една од трите основни функции во казнената постапка, почнувајќи од гонење па до одбрана и самото судење. Сега, Советот и покрај сите очигледни политички конструирани случаи со кои што сме запознаени во јавноста, значи од прогони, обвинители кои действуваат во корист само на една политичка гарнитура, претходно на другата и беа исто така прислужници, јас не сум толку еднострана кога ги правам анализите и пошироко помнам. Нема покренато ниту една дисциплинска постапка, односно нема побарано одговорност од ниту еден обвинител. Ние имаме сериозни индикации за злоупотреба на одредени членови од Казнениот законник. Знаеме дека е тоа така, јавноста е таа која што влегува во тоа Джери Спрингер шоу, каде фамозно се апсат одредени поединци, но други исто така гледаме дека фамозно се ослободуваат, дека она што го постои во мокта на преговорите и на политичкото влијание во рамките на обвинителскиот систем е дури пострашно од било која корлеоновска приказна, бидејќи гледаме дека очигледни убици излегуваат на улица и понатаму преговараат со некакви одредени други информации кои што се од корист на партиските врхушки во интерес да си ја избегнат одговорноста. А тука
како и претходно, за 30-40 кебапчиња луѓе ќе скапуваат во затвор. Или луѓе на кои што ќе им се накалеми некакво обвинение, за кое што ни Господ еден да се сипне од небото нема да знае како да го одврзе тој Гордиев јазол во однос на тоа какви све небулози и во какви све процеси не се изнагледавме и не се изнаслушавме дека страдат цели фамилии во Македонија. Тука сакам да дојдам и до делот на етиката, она што е особено значајно и што без оглед колку минорни се овластувањата на Советот за јавни обвинители, мислам и ве поттикнувам да се охрабрите и многу посилно да го искажете вашето присуство во јавноста, но не само како една декларација, туку и како нешто што треба и да се подобри во овој систем. Ќе видите дека ќе се соочите со проблеми и тоа токму од оние кои што се залагаа за правда и за мир. Но исто така ви уверувам дека ќе ви се приклучат многу луѓе кои биле стигматизирани или биле погрешно представени во јавноста, но кои што ќе сакаат да дојдат до правда и до мир. Оти патот до пеколот е често пати поплачен со добри намери, но ние веќе еднашка треба да излеземе од овој македонски пекол кога станува збор за овој многу битен сегмент. Ќе ви кажам и што малце пошироко, бидејќи тоа ми е и некако начин на елаборација, но и начин на анализирање на секоја една постапка, секој еден документ, секој едно дејство и овде во Македонското собрание. Нема влез во Европска Унија без исправен правосуден систем. Никогаш нема да дојдеме до можноста. Ќе не дефокусираат, ќе си играат со нас, ќе не кршат на сите основи, ќе ни го насочуваат вниманието на омраза едни кон други, ќе не насочуваат кон некој од соседите, нив ќе ги насочуваат кон нас. Граѓаните ќе тонат се повеќе во безидејност. Но кога ќе дојде време сериозно да се анализира и кога се прави европскиот извештај, се врши темелна и длабокосежна анализа на се што се случува и во правосудството. Многу битен сегмент за развој на една држава која што сака да биде полноправна членка на Европската Унија. Без тоа, без сериозен пристап, без луѓе со кичма, немаме теоретска шанса. И тие го знаат тоа, бидејќи мониторираат, имаат и инсайдери, имаат и релевантни институции со кои што се работуваат, ве контактираат сите вас, сите нас, и тоа е всушност главната запирка каде што ние секој пат се сопнуваме, бидејќи не сме се исполниле таа основна задача. И тука пак ќе кажам, не вие како поединец, вие сте денес, јас сум исто денес, утре нема да бидеме, ќе бидат некои други. Мораме од некаде да почнеме, председателе. Ако не почнеме од некаде, тие ќе почнат од нас и комплетно ќе го уништат системот. И тој е веќе уништен, но ќе биде доуништен комплетно. И тоа е нешто што треба сериозно да се земе во предвид. Самостојноста тука отсуствува, затоа и го говорам ова, значи нема ниту обезбедена, ниту спроведлива самостојност. Оти вие и самите не знаете на кој од вашите колеги внатре во Советот кој им се јава попладне. И јас малку и сум и надвор од убедувањето на дел од моите колеги. Не мора да имате политичка книжка, партиска книжка за да припаѓате. Доволно е да видите на слика на Фейсбук кој обвинител или судија со кого се дружи. Или да му го видите кумот, пријателот. Македонија е мала, ако не сме роднини, сватови сме. Значи не треба воопшто да бидеме слепи на тоа. И на крајот на криштата и припадноста или симпатиите кон некоја страна не е страшно, па нели се боревме за либерални институции, за демократија. Тоа е во ред. Но кога станува збор за професионализам, тогаш е проблем. Кога се јавува некој од било која власт и кога врши нарачки и интервенира во одредени судски решенија или дали да се покрене прогон или не, тогаш доаѓаме до суштинскиот проблем. А тоа е тоа што всушност ни се случува. Исто така, сметам дека ако сметаме дека професионални кадри се вработување на деца, на роднини, тоа не е професионален кадар. Тоа се вика непотизам. И тоа подлежи под строгост во рамките на европските критериуми. Неопходна е таа причина стручноста во креирањето на политиката, затоа што сите покренати обвиненија, председателе, се некако политички конструирани или имаат политичка позадина. Не се преиспитуваат одлуките
Во Македонија има луѓе кои што лежат поради политички прогон, кои што се само пиони, пуштени, затворени, заробени, за да исперат други задкулисни интереси. И тоа го знаат сите во обвинителството. Нема човек што има малку интелект и разбирање, што не може да прочита приказката. А ние, ќе се согласите, сме интелигентен народ. И тажно е, и жално е. Не велам дека не се направени прекршувања кога говорам за тоа. Не велам дека некој ако удри треба да помине неказнет. Треба да се одговара. Тоа што важи за вас, за мене и треба да важи за секого. Но не е така. Не е така. Понатаму, би сакала, ако ми дозволите само уште накратко. Добро. Констатиравме исто така дека Советот за јавни обвинители постапувал по 200 преставки. Тука се поставува прашањето зошто нема податок за ниту една од тие преставки, за тоа како се одлучило по истите, колку се отфрлени, колку се прифатени и по колку е почната постапката и слично, по кои критериуми. Тука очигледно е дека Советот под постапување по преставки подразбира можеби експресно одбивање на истите или во одговорите што ги доставува до подносителите е дека Советот не е надлежен да решава по истите. Тука би сакала да ни објасните, ако сакате, ако можете. Исто така е наведено дека се доцни со одговорите поради тоа што при проверка на податоците во преставките треба да се изјаснат јавните обвинителства и истите да не ги доставуваат податоците, односно договорите навремено. Со оглед на тоа што овој факт е утврден во извештајот, сметам дека Советот треба да превземе мерки за подобрување на оваа состојба, односно треба да изнајде механизам како да се подобри ажурноста и ефикасноста на јавните обвинителства во овој поглед. Да не се повторувам многу со претходните говорници. Добро, кажавме исто така дека како и во претходните години, очигледно дека најголемата концентрација е во Скопското јавно обвинителство, па оттаму најголемиот број од преставките се сконцентрирани во основното јавно обвинителство Скопје. Оштетените граѓани и правни лица се незадоволни заради наводното непостапување по поднесени кривични пријави од нивна страна, како и за недобивање на известувања во подолг рок, а особено донесените решенија за отфрлање на кривичните пријави. Сега, јасно е дека во Законот за јавно обвинителство, Законот за Советот на јавни обвинители и со правилниците за одговорност на јавните обвинители се уредени дисциплинските постапки и условите за дисциплинските повреди и постапки. Како што Советот еве гледаме дека нагласи, се сторени пропусти, тоа е добро, значи провејува, се појавува таа самокритичност, така внимателно обрна внимание, значи велите од анализата на содржината на преставките по ниту еден критериум не е можно нивно групирање и статистичка обработка по основ на основите поради кои што се поднесуваат, но заедничко за сите е изразеното незадоволство од постапувањето и одлуките на јавните обвинители. Значи, тука провејува вашето забележување дека има проблем. А велат каде има чат, има и оган, тоа е, треба да ви дадеме кредит. И ова е храброст. Оштетените граѓани и правни лица велите се незадоволни заради наводно непостапување или неажурно постапување по поднесените кривични пријави и недобивање на известување од нивна страна во подолг период. А особено се незадоволни со донесените решенија за отфрлање на кривичните пријави, кои во голем процент и се обжалени до висшите јавни обвинителства. Понатаму велите, во мал број на случаи представките се однесуваат и за застарување на кривичното гонење. Во одредени случаи се забележува несоодветно постапување на основните обвинителства по напаствијата на висшите јавни обвинителства. Заради недостигот на јавни обвинители и друг јавнообвинителски кадар во основните јавни обвинителства, како што и претходно наведено, се забележува зголемување на неажурноста на истите. Значи, купурите со кадар, нема кадри, решенијата се спори, не се доаѓа лесно до решенија, ставени сте во една неубава ситуација да морате да го носите товарот и на одредени мокни поединци во јавнообвинителскиот систем. Советот во 2020 година, согласно законот велите, а на начин и во постапката пропишана со деловникот за неговата работа, има постапено по сите преставки. Потребно исто така велите да се напомене дека од страна на јавните обвинителства до кои се упатени барањата за вршење надзор над работењето
и проверувањето на наводите во преставките се доцни со одговорите. Го кажавте тоа преска, дадовте аргумент зошто, која е причината со давањето на одговорите и зашто се доцни, но сметам дека можеби треба да се смени правилникот за работа и треба да им наложите со едно упатно писмо дека доколку не се одржува, значи од до рок, дека ќе следуваат други санкции кои што ќе мора да, нели, да создадат едно чувство дека ако не го извршат тоа што е наложено од нив, дека ќе има потоа и, нели, ќе се врши ревизија и ќе се утврди дали има основ за казна. Имавме претходно и сум се среќавала со такви примери кога ќе се случи пресврт во одреден сомнеж за кривично гонење или кога одредена индивидуа ќе создаде карика со мокта и ќе направи договор, тогаш фамозно исчезнуваат сериозни материјали во јавното обвинителство и тие ги нарекуваат ставање во фиока под папките. Практично така се менува одреден фокус на друг. Од друга страна, одредени исто така папки кои што биле длабоко во фиоките во обвинителството во даден момент исто така под политичка да кажам мотивација или со поттик од политиката одеднаш добиваат исто така визибилност и тоа е она кое што треба да го говориме јавно за да им стане на сите јасно дека нема да може да се дозволи повеќе и да се толерира такво однесување. Само уште кратко. Јасно е дека Советот на јавни обвинители не покренува дисциплински постапки, ниту објавува дали и колку дисциплинските постапки нели се поведени, конкретни податоци за тоа како се одлучува по преставките, но всушност и покрај сите надлежности и обврски што ги има Советот, главниот фокус сепак е во однос на пополнувањето на работните места, што сметам дека мора да се превземе нешто во врска со тоа. Би сакала да одам и со изборот на судиите од судскиот совет, но би сакала да напоменам дека во периодов и во однос на се што се случуваше во јавно-обвинителската фила и во начинот на кој што минатата година беа избирани одредени обвинители, но мислам дека тоа е тема за една друга дискусија и можеби и од нашите настапи досега ви беше јасно во која насока сакаме да укажеме и ги даваме нашите забелешки и што очекуваме барем за извештајот за 2022, а ако веќе не сте го поднале тој за 2021, тогаш би било добро и таму истите да ги вметнете, бидејќи ќе очекуваме нешто сосема поинаку од ова што го видовме. Секако може оваа структура да остане, но многу повеќе информации би ни биле потребни и би биле корисни за вас, за да направите и дистинкција од вашите претходници, тоест вашиот претходник, кој мислам дека не се одважи дури ни да го образложи она што е наосновно од него, но тоа е тоа. Кога ќе заврши одредена функција, завршуваат за повеќето од луѓето и нивните одговорности кон општеството, иако сметам дека е чест и привилегија да се биде дел, да се креира и да се создаде едно вакво тело, кое што треба во суштина да биде сочинето од сериозно, недопирливи, неконтаминирани, високо стручни, обучени со длабока етичка и морална содржина професионалци кои ќе треба да бидат кормилото и да дадат мислење, не само да бидат информирани. Гледате на какво дередже ве свеле, да ви информираат за одредени работи. Јас сметам дека е многу поважно и позначено вие да можете да го имате последниот збор при донесувањето на одлуките и за кадрите, но и за други постапки кои што се во надлежност на јавно-обвинителскиот систем. За крај би сакала исто така да појаснам. Правото е каузистично. Правото не е сувопарна материја, правото не е само букви, заперки и точки. Правото бара и филозофија, и познавање, и темелност, и искуство, и оттаму сите живи примери треба да бидат дел, да се земат во предвид кога сакаме да дискутираме за одредени извештаи, па дури и за еден волку сувопарен, како што е извештајот за 2020 година. Ви благодарам. Благодарам.